Точно е, колега, дека со ваквиот ребаланс се скратуваат можностите да се реализираат капиталните инвестиции. Градежништвото бележи пад од 6,7%, сега уште поголем пад, бидејќи многу луѓе кои што се ангажирани по патиштата ќе останат без работа. Но сакам јас да ве прашам, бидејќи вака жестоко напаѓате во однос на патиштата, проектирањата и слично, дека погрешни траси, многу коштало и така натаму. Една паралела ќе ви поставам, а вие ако може да ми одговорите, ако знаете, може би и не се сеќавате, може би сте помлад и така. Дали ја знаете пругата Крива Паланка Деве Баир? Собранието се задолжи во првата транша со закон за собрание 120 милиона долара. Потоа, уште два пати се зголемуваше и неизградената пруга, која што сега е споменик, не знам на што, на вашето време, кошта пола Скопје 2014. Дали знаете што има таму, а ако не знаете, да ви ги сликаме тие наредните патишта, да ви ги дадеме тие инвестиции во ништо, во празно, и поарно тие пари да беа пуштени низ Вардар, бидејќи полесно ќе ги заборавевме, отколку секогаш кога се оди натакај, тоа е гроб споменик на македонската инвестиција. 300 милиона да потрошите во ништо. А со тие пари погрешно проектирани, погрешно коштале, кој е тој проектант и дали одговарал и дали сега кога сте власт, ќе направите една ревизија, кој донел одлука да се стопира без конзервација на оваа траса, дали ќе превземете некоја работна обврска вие како душегрижници на трошењето на парите, на тие проектанти што 3 пати повеќе погрешиле, отколку што билете првите проекции, а да беа бугарите, ќе ја изградеа пругата Скопје-Софија со истите пари со кои што вие ги правевте. И сега јас да ви поставам едно прашање, сте се запрашали ли како ги трошевте парите и дали некој одговараше за таков вид на промашај што е незапамтив во македонската историја? Дали некој одговараше и дали ќе одговара? Тоа сакам да ве прашам. А иначе, во однос на условите за инвестирање во Македонија на нашите приватни компании во однос на странските директни инвестиции, јас можам само да ви кажам дека во многу прилики вашиот председател господинот Заев сакаше да ги внесува странските директни инвестиции, затоа има многу повеќе говорено отколку што вие мислите. Меѓутоа сега со оваа активност што ја превземате се случува обратен процес. Благодарам. И уште нешто, само една секунда. Немаат пари и немаат знаење нашите приватни компании да парираат на странските директни инвестиции. Имаме можности подеднакви. Не инвестираат, колега. Тоа е вистината. Еднаш да сватите таа работа.